Топ тема, добро вечер. Одбројувањето до изборите почна. Откако вчера беше избрана, денеска и официјално стапи на должност привремената влада за спроведување на изборите со примопредавањето на должноста меѓу поранешниот и техничкиот премиер Димитар Ковачевски и Талат Џафери, како и министрите од ВМРО ДПМН во ресорите за внатрешни работи и труд и социјала. За ДУИ историски ден проследен со многу помпа. За опозицијската ВМРО ДПМН повод да го обвини СДСМ дека исполнувањето на коалицијскиот договор за Ахмети за 100 дена премиер Албанец е всушност газење на државата и ден на понижување, како што рекоа. Искуството со двете други технички кабинети на Емил Димитриев во 2016-та и Оливер Спасовски во 2020-та не учи на многу мачни искуства на силување на институциите и парада на демократски кич. Колку жештената реторика за и околу техничката влада навестува и турбулентна кампања. Какво ќе биде конечното престројување на партиите пред изборите? И има ли во оваа безпоштедна вербална војна меѓу партиите консензус да се задржат некои лоши изборни пракси, како она медиумската кампања да се плаќа од народни пари за овие два изборни циклуса, дури со 10 милиони евра? Ова се дел од прашањата за моите вечерашни гости. Александар Кажаловски, извршен директор на ВЦМС. Добро вечер и добро дојдовте. Ивица Боцевски, поранешен вице-премиер и амбасадор. Добро вечер и за вас. И Сефер Салими, политички аналитичар. Добро вечер. Салими, би почнал со вас, меѓу другото и поради тоа што и заради јазикот ви е многу поблиска цела она еуфорија која што беше присутна во текот на вчерашниот ден, па и денеска на сите можни социјални мрежи за она што ДУИ го нарече историски ден, односно изборот на Талат Џафери за технички премиер. Како гледате на тоа? Добро, и кога се појави тоа како идеја во изборна кампања за прв албанец премиер на Република Северна Македонија, за мене беше еден пиар трик, феноменален пиар трик на ДУИ, за да може да се покрива све што нема реализирано во текот на своето владење во првичната влада и целиот фокус на кампањата и на изборите да го спроведе во тоа да се зборува дали треба или не треба да има албанец премиер. Но секако дека тоа за мене е еден символичен ден, важен за многу голем дел на албанците во оваа држава, поради тоа што ја мислам дека после овој символичен ден ќе треба да се преминува на една по-нормална воспоставеност и на албанските политички партии, но и македонските политички партии за тоа кој може и зошто треба да биде премиер на една држава. Ако етничката припадност не треба да биде предзнак за некој да биде премиер, не треба ни да биде исклучок некој да биде премиер. И сега ќе треба да се фокусираме да го промениме тој наратив дека е албанец премиер или е македонец премиер. Меѓутоа, може ли да се менува, бидејќи на сета оваа еуфорија која што владееше пред се меѓу поддржувачите на ДУИ, токму тоа беше клучно. Виде се, тука само една политичка партија тешко може да направи пиар од тоа. Тоа е СДСМ. Од овој потек, значи, ќе прави пиар, како што видовме, како се произнесе ВМРО, дека е понижување, дури имаше некои фаталистички изјави помеѓу поддржувачите и некои порадикални структури во нашето општество, дека критична и албанската опозиција. Да, меѓутоа тие најдоа начин како да се извлекуваат од процесот, да не бидат дел воопшто од тој процес ни на пропаганда, пошто секако дека ДУИ ќе се обидува по сите начини, со секоја сила да го претвори ова како некој начин да има победено се и се што. Меѓутоа, сепак, јас сакам
ова да го гледам низ призма на нормализација на односот на граѓаните спрема државата и обратно. Тоа дека ќе имаме партиска пропаганда не можеме да го избегнеме никако. Еве првиот ден државата е тука и ја верувам дека ова ќе придонесе да се намалат и очекувањата на албанците од функциите, но и страфот на македонците од немање такви функции. Така да мислам дека ова ќе придонесе за нормализација на диалогот и политичката сцена во иднина. Не можеме ова да го очекуваме во следните 100 дена, поради тоа што сите ќе се препокуваат по ова прашање и дуи ќе се обиде да чари на политички поени на ова прашање, исто како што ќе се обидува и ВМРО ДПМН да го представува како понижување или не знам аргаментон на македонската државност. Крджаловски, крајно спротиставени оценките каде да се бара балансот од она еуфорија на дуи со сиот фолклор што го видовме од пеење по кабинети до специјално изработени вратоврски за сите функционери на дуи, па се до оценките на опозицијата на она што и дуи им врати денеска, нарекувајќи го ВМРО ДПМН нашиот помал коалицијски партнер. Не сме слушна ова последна и не знам на што мислеле, ама очекувано беше дека дуи ќе го прослави, ќе го означи тоа спектакуларно, бидејќи, како што рече, се фрбеше едно од поголемите ветувања. Ама исто се согласувам дека ќе веројатно помогне да се надмине тоа прашање, дека веќе кога бил еднаш, веќе не е прашање, така како да кажем, ќе биде небитно, веќе и да има втори, трет, не е битно, еднаш кога се направило, не е страшно, а и нема поголема вредност кога се повторува следниот пат, така да ќе ги релаксира во таа смисла очекувањата и односите, дали е вака или така. Јас колку што разбрав реакцијата на ВМРО ДПМН не беше дека е албанец, туку зашто не е од победничката партија, од мнозинската партија. Така да тука беше колку што разбрав јас критиката, а не етничката припадност. Боцевски. Прашањето. Ако путрото денот се познава колку оваа техничка влада ќе продолжи во рамките на овие дисонантни тонови околу самиот избор на Уште од првата техничка влада па до сега мојот став е многу јасен. Тоа е една уставна дивоградба, тоа е една политичка травестија која што не постои во ниту една друга демократска земја. Најдете уште една друга демократска земја кај што пред изборите се прави техничка влада каде што се вклучува опозицијата. Мислам, како да речем, самата природа на политичката игра подразбира дека пред изборите вие треба да ги изострите разликите, дури да ги направите поголеми од колку што сте. Како тоа ќе правите со техничка влада кај што сите се заедно? Тоа е едно. Второ, никаде го нема. Навистина никаде го нема. Единствено има во претседателските системи на Латинска Америка, ако некој што е во издржната власт, министер, се кандидира за Конгресот, мора 6 месеци претходно да се повлече, што е многу логично. Но вакво решение никаде не постои. Тоа беше една клепаница направена во 2016 година за да може полесно се направи преврат од СДСМ Зоран Заев да биде доведен на власт и ништо повеќе, и не знам зошто го одржуваме и понатаму. Мислам, една ваква работа која што е антидемократска, која што е противуставна, која што е нелогична, зошто и понатаму делува? Тоа е прво. Второ, по втор пат, да видам дали по втор пат, не е по втор пат, четврт пат. Во Македонија, пети пат, имаме личност која што не е носител на најголемиот политички легитимитет, а кој што е премиер. И тоа е неодржливо. Таков беше Клюсев, таков беше Хари Костов, таков беше Емил Димитриев, таков беше Оливер Спасовски, сега е Талат Джафери. Премиерот, ако гледате што му е работа на премиерот, премиерот е еден министер без портфеј што претседава со влада. Како е тогаш толку моќен? Моќен е затоа што е носел
во избори партијата и коалицијата која што добила највеќе доверба од народот. Таа доверба не му дава право да управува со земјата, да управува со владата. Дали Талат Џафери го доби тоа право? Не го доби тоа право. Така што во тој контекст, значи по пети пат во Македонија имаме пак една луда ситуација. Значи премиерот мора да е човекот кој што има изворен легитимитет од народот, добиен на избори и пренесен понатаму во владата. И Димитар Ковачевски може би е граничен случај, може би е шести на овој список. Што е проблемот? Не е проблемот дали Македонија има или нема албанец, дури имаше некои написи Обама момент. Знаете кој ќе биде Обама момент во Македонија? Обама момент во Македонија ќе биде кој некој турчин или кој некој србин ќе добие мнозински глас од македонците и албанците и ќе стане премиер или председател. Нека биде и албанец. Затоа што убедливото мнозинско население е македонското. Но мислите ова на не е избори? така. На избори, да. На избори директно. Тоа е едно. И не само тоа, Обама момент ќе биде кога Обама момент во Америка беше кога Обама излезе пострастно. Дури имаше во Америка афроамериканци политичари кои што го навредуваа. Го нарекува Орео или кокос. Бил црн од надвор, бел од внатре. Што е навреда. Само да се докажам. Некој председател, некој викаше дека е најбелиот председател. Токму заради тоа што тој настапуваше пострастно. Неговите во наводници не го препозна како нивни. Во конкретниот случај, тоа што не ги релаксира, туку ги зголемува, ги усвитува политичките тензии во Македонија, е тоа што токму Талат Џафери е приведен премиер и тоа што токму Али Ахмети е лидер на таа партија. Сега се разбереме. Не е Дуи Африкански национален конгрес и не е Али Ахмети Нелсон Мандела. Да беше, тогаш како Нелсон Мандела, што изгледа со оној зелениот дрес на белците, играјќи рагби, што е бела игра, и он ќе излезеше заедно со фалангата, насред фалангата, ако треба и со онаквото кацигата на глава, и со дрес на македонската репрезентација на ракомет, што е така, етнички помакедонски спорт. Го направил тоа. Не го направил. Се извинил за 2001 година? Не се извинил. Мендела имаше храброст, како лидер на војното крило на Африканскиот национален конгрес, да се извини во име на Африканскиот национален конгрес за тоа што го правил Африканскиот национален конгрес во Јужна Африка. Ниту Талат Џафери, ниту Али Ахмети не смогна сили тоа да го направи. Добро, ова е еден концепт и договор на Заев Ахмети, како дел од концептот на Заев едно општество за сите. Зборуваме каде, па тоа е проблемот. Едно општество за сите прават луѓе што имале доблест да пружат раки и да се извинат. Само ако може луѓе што немале доблест не може да го прават. Не. Со поголемиот дел се согласувам, меѓутоа прво фалангата има различни толкувања и помеѓу македонците дали е македонско или не е македонско. Задавивачката фаланга на ракометната репрезентација зборам, тоа е друго. Да. Меѓутоа сепак треба да се признава дека со овој пристап или со овој начин на разгледување на работите, посебно од човек кој бил во коалиција со Али Ахмети, дали вие сте се извинувале на македонскиот народ зашто сте направиле коалиција со тој човек? Не, јас сум во емисија тука баш во Телма сум кажал вака пред сите дека точно е дека во оние години на реал социјализмот постоела дискриминација кон албанците од Македонија, да се докажем, само да се докажем, и токму заради тоа дека Македонија треба да се извини за дел од тие работи што се правени во рамките на тој систем. Не ве прашувам тоа за македонскиот народ, дали зошто да му се извинувам? Зашто вие се биле тој добил изборен мандат. Се биле и што е проблемот? Вице-премиер во коалиција со Али Ахмети. Да. Сте се извиниле? Зошто? Кому да му се извинам? Па зошто треба Али Ахмети сега да се извинува за Талат Џафери? Али Ахмети не рекол да се извини за Талат Џафери, зашто рекол дека треба да се извини? Па зашто? За мртвите од 2001 треба да се извини. Дали побаравте кога станавте функционер да ви се извини? Да. И не се извини. И вие станавте функционер. Станав, да, меѓутоа тој не се извини. Меѓутоа тоа што го кажувам, значи не, дозволете. Дозволете сега. Кај легитимитетот доаѓа од граѓаните преку пратениците. Премиерот не е најголемата политичка сила. Кој е? Па треба да е парламентот. Таму каде што имаш мнозинство. Ако немаш мнозинство, не си премиер. Кој е носител на мнозинство? Кој е носител на моќта? Кој е носител на мнозинство? Преку пратениците. Па како? Тоа е нашиот политички систем. Не е така. Не е така. Видете каде во светот некој што е од малцинска партија е премиер.
И тоа е одржливо. Го имаше во Монтенегро, во Црна Гора, го имаше во Бугарија, го имаш сегде И одржливо го ли е? имаш Одржливо ли е? во Белгија, го имаш Дали е одржливо? Па тоа е демократски процес. Ма не е можеш- одржливо. Па не е одржливо, Не е одржливо. ќе се иде на Да. други избори. Добро, ова е со рок на Додека- трајање 100 дена плюс минус не Не знаеме може бидејќи така, да. искуството од претходните Да. од претходните И да, влади секако покажува дека секако е крајно време техничкава влада да се укине. може и да трае. Тука се согласуваме председател. И мислам дека прво што ќе направи ово собрание ќе го направи тоа да го измени законот да веќе Да, нема. но веројатно тука многу време и ВМРО ДПМН калкулираше, едно најмалку 5-6 пати промена на ставот, час треба, час не треба, а изгледа на крајот дека и СДСМ немаше да. Третиот пат не беше потребно, но еве се почасти и дуи од Па техничката влада. Па добро, дуи можеше, бидејќи тоа беше коалицијски договор, можеше да се биде и политичка влада. Да, се. Но ајде кржаловски да се свртиме на она што може да се очекува. Искуството е многу негативно и од владата на Емил Димитриев, знаеме. Таму дури 2 пати се гласаше техничка влада, излегување, враќање на министри. Во техничката влада на Оливер Спасовски имавме разрешување на Мизрахи како министер за труд и социјала заради, мислам дека беше таблата во министерството. Денеска веќе имаме една ситуација која што може да навестува како ќе се одвиваат работите, а тоа е повикот на Џафери на првата пресконференција, како што рече, без оглед од која провиненција партиска доаѓа, сите да бидат единствени, и првите пораки кои што ги слушнавме во првите интервјуи на министерот за внатрешни Тошовски е дека ќе оди на владина седница во случај на крајна нужда, кога е тоа многу потребно, како што вели, за граѓаните, воспротивно нема таква намера. Тоа потврдува тезата на Ивица дека е непотребна ваква творевина и дека тешко функционира. Да, но ние можеме да бидеме сведоци и на тоа како што бевме во минатото, дека можеби на оваа маса на што е апсурд во демократијата, ќе седнат да дебатираат за внатрешни прашања министер и дополнителен заменик министер. На тоа сме биле сведоци во минатото. Да, затоа велам дека точно дека е неодржлива творевина, баш би се согласувам со фразата, и што поскоро треба да се тргне. Ова ќе си бидат драмолетки, така да ги наречам, како што беше со гласањето, дали ќе се гласа или нема да се гласа, ева се изгласа. Така ќе се донесат сите одлуки што треба да се донесат, вклучително од министрите на опозицијата. Ќе се подготват материјалите за гласање, ќе се изгласат на еден или на друг начин. Тоа ќе функционира, нормално ќе се препукуваат овие 100 дена во функција на подготовка на изборите, но се надевам дека ќе нема поместување на роковите, бидејќи навлегуваме тоа и уставни проблеми. Нели ова се договори како термин, како единствена можност заеднички да бидат изборите. Ама нема да бидеме шокирани ако не се случи тоа, нели токму од овие примери претходно, но се надевам овој пат дека нема да биде така. Генерално Белкин пораснавме доволно после 30 години да не се прават проблеми кај што навистина нема потреба да се прават проблеми, и конечно политичарите се тука да ги решаваат проблемите, не да создаваат нови, така да лично не очекувам да има поместување во изборниот циклус, односно дека ќе се распишат едните и другите избори на време и ќе се одржат во предвидените рокови. Боцевски, што може да очекуваме кога техничкиот премиер најавува дека ова, меѓу другото, иако е влада пред се за спроведување на организирање на фери демократски избори, таа ќе работи и на целосно, ефикасно и успешно спроведување на прифатените политики, а еве, бидејќи ќе се навратиме на феноменот на МВР, тој е најмногу специфичен. Што значи тоа прифатените политики, кој Па значи политичката платформа која што ја има владата, политиките што си ги има во различни на претходната. Многу имаме
министерот за труд и социјална политика, кој што по преземањето на функцијата денеска ќе напише, од денеска започнуваат промените. Овој ресор е вистински предизвик, бидејќи е запоставен последните 7 години. Нема време за чекање и мојот тим е подготвен веднаш да почне со активностите за враќање на довербата на граѓаните кон институциите. Па нема, не видите како може преедна влада да има платформа. Нема. Ти имаат само една роља да спроведат фери демократски избори, ништо повеќе. И да нема злоупотреби на овие ресори. Тоа е ролјата на опозицијата, да поставам што е внатре. Иако гледаме дека се скршени колена во однос на тоа како може тоа да го спроведат. И самите го кажавте тој пример, уникатен во свет, наместо на колегиум, министри, заменик министри се расправаат преку малите екрани, што пак ќе речеме е дел од овој процес. Значи не очекувам ништо од владава, очекувам антагонизмот да продолжи, што е нормално, затоа што имаме крајно спротивставени политички опции по сите безмалку политички прашања. Талат Џафери како Талат Џафери очекувам да биде пред јавноста со едно лице, внатре да биде со едно друго лице. Искусен политичар. Вие имате искуство како е внатре, да. Ние немаме искуство како е внатре, добиваме само штури соопштенија. Искусен политичар, нема збор. Јас како парламентарец го имам запознаено, не го имам запознаено како член на владата, морам да бидам искрен. Но она што можам да го кажеме дека забележавме една нервоза во репликите на Али Ахмети кон Павле Трајанов и кон Антонио Милошевски. Интересно, така. Ретко сме го виделе него во роља на пратеник. Сега го гледаме во роља на пратеник како реплицира, што вака една интересна демократска новина во Македонија. Не е лошо да го видиме во една таква роља и како опозицијски пратеник, вака за промена. Ке му личи, затоа што нема ништо поубаво за еден политичар од тоа малку да грицка опозицијско лепче. Ке видиме тоа. Граѓаните ќе го кажат на крајот на криштата на изборите, меѓутоа пак ќе кажам, значи лош ден беше денеска. Посебно беа оние фолклорот, игри, песни, не знам, новинари во наводници од Косово и Албанија, велам во наводници затоа што не знам, во мојата филозофија е граѓанска. Јас кога ќе видам новинар дека ми глуми национален работник, веќе не го ставам во графата на новинари. Затоа беше еден лош ден. Беше еден ден на еден етнички триумфализам, кој што во едно сложено општество како македонското многу лошо се рефлектира, ги продлабочува врските. Кај Дуи тоа ми е логично. Дуи во моментов нема одговор. Значи, секогаш кога опозицијата во Македонија ќе постави играта европски и граѓански, антикорупција, непотизам, партизација, тогаш Дуи губи. Секогаш кога Дуи ќе постави играта и како во стапица ќе влезе опозицијата во национализам, ајде мафтање на знамиња, ај ке се маваме во гради кој е поголем македонец или албанец, па ке се мериме кој има помодри гради, нели по површина е поголем македонец, поголем албанец, тука Дуи добива. Така што и ова е еден обид на Дуи да склизне водата во таа воденица. Јас се надам дека опозицијата во Македонија, генерално не зборам само за ВМРО, ДПМН и за овој обединетиот блок што е околу БЕСА, Алијанса и Алтернатива, туку пошироко, дека нема да им влезе во таа игра и дека ќе продолжи критиката кон Дуи за една забеганост на власта после 20 години монополизација, за метастазираност на институциите после 20 години нивна злоупотреба и дека низ таа реторика, пак речем, Дуи нема одговор на една граѓански, на една европска реторика. Дуи нема одговор кога ќе се прикажат објективни податоци дека најдискриминиран слој во Македонија од народот се албанци кои што не се членови на Дуи. Дуи нема одговор за тоа. Ако опозицијата натаму ја тера воденицата, можеме да го видиме Дуи за прв пат да грицка малку опозицијско лепши и да се прибере малце сега. Да не мора со пропусни се пуштат тепачи во Манав или некој или да се симиња чизми од таванот. Но ако влезе опозицијата во замката која што прави Дуи, да видиме кој е поголем патриот, тогаш пак имаме ист резултат како што сме имале порано кога сме се надпатриотчувале, ако можеме така да кажеме.
Освежувачка е да доаѓа од некој што е близко до ВМРО ДПМНЕ и бил поранешен функционер, посебно со тоа што го прави во последниве 3 години ВМРО ДПМНЕ. Значи ВМРО ДПМНЕ гради еден наратив кој единствено му оди во прилог само на ДУИ. И представувањето на ДУИ како лошото на македонската држава и македонштина, а со тоа размислување дека во подсвеста секој македонец ќе го гледа тоа не како ДУИ, туку како албанци, го става ДУИ во позиција према сите други партии. Пошто, знаеш, кога зборуваме за фолклоризам и псевдопатриотизам, Али Ахмети знае тоа најдобро да го направи со една песма. Ке си излезе, ке си испее една песма, ке си фаќа и ке си игра на мандолина, ке си го испее и толку е. Никој друг не му да му направи тоа што и вие го кажувате. Меѓутоа, тоа не го прави албанската опозиција. Тоа го прави ВМРО ДПМНЕ. Воспоставувањето на ВМРО ДПМНЕ дека албанците се веќе премоćни, ни ја зедоа државата, имат преголеми функции, имат преголема моќ и во државните институции. Толку и премиерот и веќе ќе ја снема државата, ДУИ го прави да изгледа кај албанците триумфалистички. Мене ми е многу криво што кога студирав не го научив и албанскиот јазик, затоа што ми смета тоа што гледам дека преку медиумите на албанскиот јазик се извитоперува пораката која што е поинаква. Значи, ако пораката која што доаѓа од мене како е можно партија што има 11 пратеници да се однесува како да има 111 пратеници? Ја не мислам тука на албанците. Ја мислам на партија со 11 пратеници. Не, сега зборуваме на македонски, не на албански. Затоа се разбираме многу добро. Ја вака зборувам на сите јазици што ги зборуваме. Можам и на англиски, можам и на германски, на француски, на португалски, на шпански, не можам на албански, се извинувам. Јас се согласувам со вашиот сосема се согласувам со вашиот дел дека опозицијата не треба да се воспостави со псевдопатриотизам пред ДУИ. Меѓутоа тоа го прави ВМРО највише. Таа најцрната влада, таа најцрна, најтемна, најмрачна влада на ВМРО ДПМНЕ, нели, која се прави оние, како се вика, гранковни кампуси, бренч кампуси. Дисперзирани студии, да. И сега ви кажем една анекдота. И насред тоа кроење на дисперзирани студии, Никола Груевски излегува со предлог, вели, па најголема концентрација на албанци во Скопје, вика, зошто, вика, правниот и економскиот факултет од Тетово да немаат по 100 студенти овдека на албански јазик. Проектот веднаш го блокира на седница на влада министер вице-премиерот ДУИ. Веднаш. И мене ме пратија да прашам што е работава, зашто е блокиран предлогот. Образложението што го доби беше вон секоја здрава памет. Ние не го знаеме, тоа е ваков таков, сега ова ќе ни го даде, па ова ќе ни го бара, па ова вака, ова така. Поминаа 3 недели, ниту некој нешто бараше, ниту тоа била програма на владата. ДУИ пак праша дали може да се гласа за тоа, се изгласа без проблеми. Во владата што беше на ВМРО и на ДПА, кога се донесоа мерките за помош на земјоделците, имаше една карта, каде што со зелена боја беше означено каде ќе се дава помошта. По светло зелено помалку помош се дава, по темно зелено повеќе помош се дава. Оној појасон кај полок беше не темно зелен, црн беше, што зборуваме за субвенции. Сега зборуваме и објективни работи. Требаше да се даваат или се дадоа? Се дадоа. Значи, објективните факти се тие. Сега ние можеме да ги боиме на една или друга. Пак ќе кажам, криво ми е што јас не можам да излезам ова да го кажам изворно на албански. На телевизиите каде што се крои во Македонија муабетот на албански јазик. Затоа што не сакам таму да растат чудовишта, а растат чудовишта. Кога немаш начин да го прикажеш објективниот збор и да му го приближиш во срце на граѓанинот неговиот мајчин јазик, може да растат чудовишта. Тоа не сакам да се случи. Не го верувам. Тоа е само видете, identity politics, кога се влегува во identity politics, највише што зборува, што профитират, нормално се политичките партии кои градат такви политики, а кои се секогаш погубни за самите тие заедници.
И затоа ја не верувам во такви политики и се согласувам дека треба да се зборува за конкретни нешта. Меѓутоа треба, барем вие треба да го или треба да ургирате во ВМРО ДПМН да го сменат начинот на правење политика и наратив. Барем наратив, јавен наратив. Не, еве уште еден пример. Еве уште еден пример. За локалните избори Јас го разбирам македонскиот јазик многу добро и знам што зборува емитскоски. За локалните избори ВМРО ДПМН во Кичево кандидираше еден прекрасен човек, доктор Александар Јовановски, венчан со албанка, чисто деца имаат мајчин јазик албански. Добро. Против тој човек во вториот круг на митинг излезе Артан Груби да каже дека не гласајте за него, затоа што Кичево е воен плен од 2001 година и не треба да биде таму градоначалник македонец. Сега како ова јас во Скопје, со Кичево немам никаква врска. Семејна крв едно Тешко друго. ќе се менуваат тие наративи. Како мислите дека ова еве, значи ја немам проблем градоначалник на Скопје да биде што сака, марсовец. По религија джедај. Немам никаков, само нека ја Само работи да, работата. да го нема ова што сега го има. Крџаловски веројатно и во следните денови ќе се занимаваме се уште со тој фолклор, па сега ќе треба веројатно ден, два, три ќе се бара МВР да ја пише онаа фамозна казна како што една се има случајно од прекршачна од 50 евра за Али Ахмети затоа што има доказ нели дека пушел во просториите на собранието и колку додека се бавиме со тој фолклор ќе бидеме спремни да ги дочекаме сите можни судири реални кои што министрите од опозицијата веќе ги најавуваат. Па од една страна јас се согласувам со Ивица што вели дека немаше многу да очекуваме од оваа влада, освен да се придржува до рокови и да ги организира изборите така кога што треба, а дека нема да биде лесно или мирно, јасно ми е тоа. Додуше јас имам едно практично очекување од ваква влада да го реши хаосот со пасошиве, барем еве го истекува рокот за 2-3 недели, нели? И ако ништо друго, тоа е една работа што мора да се реши, што може да се реши, која веќе се сите заедно во владата. Зашто мислам дека е баш кашо е неспособност од епски размери и големо понижување за граѓаните на државата. Така да мора да се најде решение и се надеваме ќе се најде. И тоа барем може да го направат пред да почне сето ова драмата која ќе биде после со кампањата и периодот на изборите. Така да не... ова е одличен пример. Како да се реши? Новиот министар Точевски вели дека тоа ќе биде неговиот прв приоритет и веројатно тоа ќе биде една од причините да отиде тогаш на владина седница да го образложи предлогот, меѓутоа имајќи го предвид ставот на министрите, на другиот дел од министрите и разногласието кое што претходно го имавме на релација МНР, премиер, поранешен, председател на држава, во овие околности многу тешко. Па не знам како ќе се реши, ама секако дека треба да се проба и веројатно има многу решенија. Според мене не требаше ни да има ни проблем. Баш се расправавме со пријателите од средна школа пред недела дена, кој во каков проблем заглавил, кој во август си нарачал термин за декември, за јануари, па на некој му успеале да го сликаат, ама за 2 месеци ќе му бил пасошот кај друг. 2 работи поминале, третата не поминала возачка дозвола и тој па теку март ке може да се подара. Сите тие работи, значи да не зборам за тие што не закажале, нели што уште не може да закажат. Ама еден од нив има новозеландски пасош и му истекол, пошто веќе 10 години е вратен, ама уште го има пасошот, му истекол. На вебсайт си кликнал, так, за 5 дена му стигнал на адреса нов пасош, готов. Така да уопште не требаше да има проблем. Требаше сите да си добијат на своја адреса или да дојат да си земат кога им се јави културно
државата да ги направи бесплатно на свој трошак. Тука се надоврзуваат секако и други прашања кои требаше да ги плаќа, дали ако државата наметнува врска, тоа требаше да го преземе државата, меѓутоа ако тие прашања не се средија во едни условно регуларни околности, техничкава влада е апсолутно една воредна околност која што ми укажува дека можеби ќе се решава, баш се погоди вчера со грчки новинар после изборот на владата случајно. И тој ми рече дека се слушнал со амбасадорката грчка и министеров новиот веќе се јавил. Значи се работи одма на решавање проблемот. И се надевам ќе се реши. Не знам што зборели, што се договарало, ама очигледно се действува и ако ништо друго ќе се проба да се реши. Дали ја лично не сметам дека треба да се прашува Грција. Само ќе се информира дека, например, едно решение што се каже и додека не беше оваа техничка влада, да се одложи. Председател Пендаровски ќе го предложи. Зошто да не се информира Грција? Дали треба да се бара дозвола? Не знам кои се одредбите од уставниот закон за спроведување на уставните измени пред Спанскиот договор, ама мислам дека е најкултурна работа да се информира. Не можеме да го направиме, ќе се одложи 6 месеци и готово. Ништо друго. Или ќе се побара дозвола и не верувам дека нема да биде голем проблем и грчката влада да даде дозвола ако веќе мора да има таква постапка. Ама не гледам зошто не се решава. Различни се толкувањата што значи зборот усогласување, така што останува да видиме. Добро, мораме на реклами, па ќе го прашам и Буцевски и заради искуството во владата, еве како тој го чита зборот усогласување. Се враќаме во студиото, еве Боцевски, конкретно го начавме тоа прашање околу личните документи. Колку тука може да се очекува некакво усогласување меѓу новиот министер и во владата околу клучниот термин. Што значи тоа усогласување на документите во рок од 5 години со амандманот од Уставот? Значи сега е предоцна и премалку и ја мислам дека не треба да го оптеретуваме природниот министер со овој проблем што му го остави министерот Спасовски. Ние не туку само да кажеме, само да кажеме, не смета дека не зборам за ајде да кажеме зашто станува збор. Значи ова беше една тотално предвидлива криза. Значи ова не бара некои алгоритми тука да правиме или изводи. Ова е елементарна математика, собирање и одземање. Во денот има 24 часа, таа станица таму за сликање колку работи? 16 часа, толку луѓе може да се направи. Значи, ова беше толку предвидливо, ова беше толку јасно што ќе се случи, и сега кога дојде бродоломот, сите филозофираат нешто. Излезе како политички аналитичар, затоа што не знае поинаку да делува, Пендаровски, да каже некое свое мислење, тоа остана така да лебде во воздухот. Не видовме акција. Значи јас во мојата свест... Затоа ве прашам, имавме министерот за надворешни кој што рече дека е многу тешко, бидејќи станува збор за менување на уставни амандмани. Што се они слободни филозофи или се носители на извршна власт? Во мојот свет, ако председателот даде збор, тоа значи дека утредента министерот нешто ќе направи. За утредента амбасадорот од Атина ќе рече бев таму, ме примија, не ме примија, ова се случи, она се случи. Четвртиот ден председателот ненајавено ќе се нацрта во Атина. Зашто голем проблем е. 1 милион пасоши не се дадени. 1 милион. Баш ке за Грција ќе тоа е едно. Милион туристи. Тоа е едно. Второ, пак ќе рече математички е проблемот. Значи некаде во август. Каков август? Во јуни, јули. Кога видел Спасовски дека што му се случи, што не седнал да направи математика? Плюс минус. Значи ова е толку предвидливо, толку решливо. Се види кога можеш оваа земја да реши меѓу другото и вакцинација, све да реши. Зашо ова да не може да го реши? Лесно се решава ова. Ова е толку лесно реши, боли од што е лесно реши проблем. На крајот на кришата, па нема како се реши оние работите кога се приватизираја оној имотот под зградите. Се распредели по канцелариите низ Македонија. Зашто нели во Скопје имаше преголема гужва. Јас сум сигурен дека македонски брод нема толкава навалица. А има луѓе кои што може да си го приуштат. Меѓутоа, значи, она што сакам да го кажам е дека типичниот начин, значи една летаргија на владењето, еден неодговорен однос кон владењето, остана до самиот крај.
тотално предвидлива криза. И еве сега на крајот повторно. Се наместо да завратат ракави, да тргнат во една одлучна дипломатска акција, овде ќе има така еден фин филозофски. Можно ли е со дипломатска акција да се Може, реши? зашто не е можно? Све е можно. Све е можно. Ќе се тропне таму на врата. Ако не е можно, ќе се каже Грција не дава. Ама очигледно не сме дошли до таму. Очигледно чекор не е направено. Ја гарантирам нота не е испратена до Грција да се праша официјално дали може тоа да се направи. Не, они се навикнаа дека некој друг им ги решава проблемите. Не може тоа така. Како можеш да земаш одговорност, да бараш глас од граѓани и да не ги решаваш проблемите? Значи, тотално предвидлив проблем и имаме распад. И пак ќе кажем, ова не е проблем на предниот министар. Него фокусот знае кој што е, да ги спроведе изборите. Добро е што се амбицира и ова да го реши. Меѓутоа, него ќе мериме само по еден дел. Дали он ќе спречи изборни нерегуларности, дали ќе биде регуларен ден. Тоа е му е нему работа. Не, прашањето ми беше во контекст на тоа што граѓаните очекуваат одговор на оваа прашање, а наместо решение може да се случат дополнителни компликации, бидејќи претходно видовме дека и во владата од исти коалицијски партнери имаше големи несогласувања. Ова што се случува е хаос и ова иде на сметка на Оливер Спасовски, мораме да кажем. И на целата влада. Дека ова влада треба да одговори за ваквото однесување, секако дека да. Но и еве чиме таков лесно решлив овој проблем и новиот министер се залага тоа дека ќе го направи. Јас се навистина се надевам дека ќе го направи и да видиме која е разликата во способноста и неспособност. Или така секогаш се представува разликата помеѓу ВМРО и СДСМ. А од тоа ќе придобиват секако граѓаните. Меѓутоа, во овој проблем, како и во сите проблеми, како што нашата власт се навикнала другите да им ги решават проблемите, исто така и граѓаните се навикнати нивните проблеми само државата да ги решава. Овој проблем и ова очекување беше многу подолго. Мислам дека од 2021, почетокот 2022. Имаше 21 е донесена одлуката, меѓутоа имаше континуирано, значи имаше повици до граѓаните да ги сменат документите и секако, како и секогаш, ние чекаме во последен момент кога се прави најголемата гужва. Добро, обврска на институциите да одговорат на потребите и на барањата ова власт треба да сноси одговорност за тоа. Но јас се надевам, еве, новиот министер дека ќе биде таков. Ќе кажам, тоа исто како ако нешто има што ме нервира во македонската дипломатска и конзуларна служба, е кога ќе слушнам дека конзулатот имал работно време. Не може да има, извини. Трет секретар во било која македонска амбасада зема поголема плата од претседател на држава. Нема работно време. Еден е приоритет граѓанинот, прво. Потоа е политика, безбедност, култура, бизнис промоција и така натаму. Така треба да биде во земјава. Сега за кој зборувате? За тие што ги имаме? Тоа е многу широка тема. И кај ги имаме, и колку ги имаме, тие што ги имаме, и колку може да работат, тоа е сосема. Тие што ги имаме, ако има таква култура и ако има таква насока од централата, така работат. Ако има ваква летаргија, нема одговорност, што и да се случи, граѓаните се виновни за тоа што едно друго, вакви работи се случуваат. Друга тема е ковидот покажа дека се може кога се сака. Крджаловски, заедно паралелно со техничката влада се отвара и прашањето колку сега какво се престројување ќе имаме или колку пред се дилемата е колку европски фронта ќе има, а потоа доаѓа и она колку е реално таа поделба европски и неевропски. Во сите фронтови ќе се европски. Ја мислам дека и левица не вика дека е против Европска унија, против НАТО вика дека се за Европска унија. Ако не смеја, додеше го пример рускиот амбасадор, ама исто сметам дека и таа лажна дилема дека кој не е за Европа, за Русија бил или слично, со која бев присутен на конференција на владата за година на Европа или како ќе биде на европски можности, каде што вице-премиерот груби Русија не извади од уста. Значи, ќе се плашиме како мали деца, за Русија биле другите. Кој беше селото на... Како? Кој беше селото Путин што го спомнувал? Да, кажа некој таква. Ги знавал Путин имињата на селата во Македонија.
и такви приказни. Значи кога нема валјда што да се покаже друго, сега ќе се плашиме со проруски или не знам што. Кој проруски? Европска унија возможува нов пакет 6 милиарди евра за Западен Балкан, над 3 милиарди само за Македонија што дала во овие 30 години, американците 6 милиарда тука, колку пари ни дала Русија, па и Кина. Освен што беше заем, и тоа беше заем за автопатите. Значи нема тука таква дилема, така да верувам дека сите фронтови ќе бидат европски и нема да може многу да се добие на тоа, бидејќи, како да кажем, неиздржана приказна. Нити па стравата од Русија ќе придонесе, ама пак што вика и Сефер, кога се нема за што конкретно да се пофали човек или да се фати, ќе се вратиме на национализми, на плашење со Очекувате ли реално предизборна коалиција СДСМ ДУИ, бидејќи еден ден е готова, другиот ден е на чекање? Јас лично мислам дека ни на СДСМ, ни на ДУИ не им одговара. И бидејќи ги следите и правите анкети и ги следите постизборно, кој како, одамна направено. Колку тоа каде е стравот сега? Дали анкетите и искуството од минатото покажува дека може да дојде до механичко собирање на гласовите на едните и на другите, или има премногу замки? Дури ја, мада и други попаметни од мене луѓе кажуваа со време дека дури 2006 мислам дека природна беше коалицијата ВМРО ДПМН ДПА и таа се случи на природен начин, бидејќи идеолошки поблиски партии, како што беше природно ДУИ со СДСМ на социјалдемократска основа. И дека да така се продолжеше, природно, веројатно... ДУИ зелени пева. Во меѓувреме многу работи се сменили. ДУИ влезе со ВМРО власт, нели, пошто власта беше посладка од идеологиската блискост. Ама перспективно, тоа ќе доведеше до фузионирање да не биде битен етникумот и Сефер тоа што го нагласи, туку да биде битна идеологијата и тоа ќе се фузираа веројатно ДУИ со СДСМ и ДПА со ВМРО ДПМН. И ќе има кандидати албанци за премиери се едната и другата партија. Но тоа не се случи од разни причини и се прашање дали е време дојдено за такво нешто. Не се уште не за фузионирање, но барем за предизборна коалиција. Ја лично мислам дека во моментов не им одговара ни на СДСМ, ни на ДУИ, бидејќи генерално збирот на можните гласови посебно не е автоматски избир на двете заедно. Односно, ќе има македонци кои заради ДУИ нема да гласат за СДСМ и обратно, ќе има гласачи на ДУИ кои ако биде коалицијата со СДСМ нема да гласат за тоа, од кои да е причини, вклучително и етнички или националистички, што и да е. Има секако аргументи и за заеднички настап и тоа е аргументацијата за тој, нели, Европски фронт до сегашна влада и слично, и да се направи концентрација и на тоа поле да се удира посилно во кампањата, ама мислам дека нема да чим не дојде до сега, не верувам дека ќе дојде од сега до таква предизборна коалиција, ако може да биде дури заеднички настап во кампањата и голема поддршка, ама сепак да се видат посебно, меѓу другото и заради ова што го зборат коалицијски потенцијал, пошто ДУИ ќе си го изгуби коалицијскиот потенцијал да биде во влада ако СДСМ не биде победник на македонската страна, условно речено. Сефер, СДСМ ДУИ алијанса, СДСМ ДУИ алијанса со опозиција, алијанса самостојност или на крај секој сам? Ја мислам дека многу покомплицирано е да се направи дел од албанските политички партии со СДСМ поради компликацијата на пратенички места, кој каде ќе биде и дополнително на сите аргументи што ги... Шеска, двојка, петка и единица се изборните. Да, има амбиции во четврка, така да мислам дека тоа е многу посложено и покомплицирана операција за распределување на избирачките местата на изборната листа. И тоа ќе биде преголема компликација ако се земе предвид и дека во албанскиот блок сега дури е комплицирано во случај да имаме коалиција ДУИ, Алијанса за албанците и другите помали политички партии, пошто има преголеми амбиции за пратенички места.
И тоа дури е проблем во самите партии, политички партии, кои ќе биде прв, втор, трет или на добитните места. На добитните места. Особено што дуи има и помали коалициски партнери кои што во овој случај би испаднале од игра. Затоа мислам дека тешко би можело да се доаѓа во предизборна коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, а од друга страна мислам дека ДУИ, не мислам, но ДУИ се обидува и е доста флексибилна и отворена за повеќе комбинаторики со другите помали политички партии кај албанците, освен овие во Сојуз за европски промени и така натаму. Но секако дека тоа што ќе биде одлучувачки е јавно искажаниот став, речиси во унисон од сите политички партии, дека немат да стапат во коалиција со никоја политичка партија која нема да загарантира дека ќе се придвижиме по европскиот пат, а тоа подразбира и промена на уставот и вклучување на бугарите во уставот како државотворен народ во преамбулата, тоест во преамбулата. Така да ја очекувам секако дека Европа и антиевропски фронт, тоа ќе биде цело време наративот на посебно на владеечките политички партии, но јас на вистина се надевам дека ВМРО нема да стапи во стапица и да се радикализира уште повеќе од тоа што сега е. Радикализација во кој контекст? Во смисла на ставовите кои ги има и на начинот како ги представуваат тие, и кон промената на уставот, но и кон албанците, поради тоа што ќе и наштети најмногу себе си отколку на СДСМ. Ќе биде повеќе штетно отколку што добитно кај македонското гласачко тело. И тоа го тврдам поради тоа што веќе ние влегуваме во еден критичен период или во критична ситуација што се однесува на изборите. Тешко дека ќе имаме голема излезност од граѓаните и луѓето кои излегуваат на гласање повеќе се симпатизери и членови на политичките партии, определени од пред да почне кампањата, така да тоа голем е процентот, една е константа на сите анкети, големи 20 така до 23%. Тешко дека ќе може да привлекува од тој кампус на гласови и ќе наштети на коалициониот капацитет како политичка партија. Сакаш да кажеш дека услов за било каква коалиција ќе биде усвојување на уставните измени? Да. Па тоа е срамота. Зошто? Тоа е невидена срамота. Значи, затоа што ги гледаш анкетите, така? И не само што гледа, заборави ги анкетите. Еве го мојот став. Значи, по мене, договорот Петков Ковачевски е срамен. Го загрозува мојот идентитет како македонец. Зошто? Затоа што гледаме од другата страна, председателот Радев, подпредседателката на Бугарија, сите нивни изјави одат во насока да спорат македонскиот идентитет, јазик, историја и така натаму, да доведуваат, значи пази, ако градиме заедничка куќа, мора да се почитуваме. Па не се почитуваме, извини, не се почитуваме. Ова што кажуваше нова тиранска платформа, ова не е почитување. Така е. А како? Не, ова е срамота. Ова е уцена. Ова е уцена. Значи ја тебе ќе те понижам, ти ќе те сгазам, затоа што се извинувам. Не, ама не може така да се така да го поставуваш. Не, така. Како да ги поставам поинаку? Ако некој вели, кој е предуслов за продолжување на преговорите? Ако вели некој дека мојот јазик не постои, кој вика? И ти Бугарија, кој вика? Чека да не се правиме будали, бе. Ама ти ќе го смени, чека малку. Да не се правиме будали. Вика председателот на Бугарија дека мојот јазик не постои. И сега како ја ќе градам куќа со некој кој што внатре дома ми вика, па баш ми е гајле. Не постои. А кој вика дека баш му е гајле? Ти.
Како викам А така? со ова што ми кажеш дека нема да стапаш во коалиција. Од каде го знаеш тоа? А еве тоа го кажа пред нас. Дали тоа го кажа? Не, само што Значи реков како јас? ќе градиме јас и ти заедничка куќа? Како Ако овој комшијата мене ме понижува, а ти викаш нека те понижува. Не, Колку- никогаш не сум го, не, само Па малку. тоа го кажа, како не треба го да кажа? се Што ти разјасни, значи ова? само Не, малку, што ти значи ова? Еве сега, оставиме да Не, го... ама објасни ми може да што го ти значи. објаснувам. Не, па не може затоа што види. Ова Ама се- како сакаш да ти објаснам Затоа ако не ми што- оставаш да ти Не, објаснам? не, идентитетот е емоција, Еве, така? Не, само да ти Ајде објаснам, објасни. немам емоција јас ниту кога Јас се имам, зборува ајде. и за 20% албански јазик, јазик на граѓани кои не зборуваат македонски. Немам такви емоции. Меѓутоа, еве што подразбирам јас со тоа. Вклучување, промена на уставот за вклучување на бугарите во преамбулата. Не реков јас дека не ти го почитува македонскиот јазик. Ама Ние тоа- дури заедно албанците Да, беа и што вика, и што, Не, што вика, не, што не. викаат бугарите? Вика дека тоа е почеток. И дека протоколот што го потпише Бујар Османи, кај што има луди. Видите, дека тоа е за да другиот услов. види, Нема така се. Не, Значи, сега промената види, на услов, сега, значи, на уставот пази не е сега. подценување на Значи, македонците види, од страна на како не, албанците. не, извини, не, Тоа ти не, е не, услов не, во не, преговарачка не, не е рамка така. за да продолжи Не, со значи, европскиот ова процес. е, ова е големо понижување. Не, Колку извини. ќе треба да Ова е остане големо ВМРО понижување. да помине не, да вистина, излезе, не, да ова е излезе страшно со- понижување. со Не, јасен може Ова е знак став, што ќе ова е направи. став. Дека по секоја цена бугарите мора да влезат во устав, независно од тоа што мислат македонците за процесот, е уцена. И тоа е срамна уцена, извини. Срамна уцена. Ама срамна уцена. Не, ти рече нешто Да друго пробам пред да тоа. појаснам Не, ситуација, не, во пред тоа ти рече дека немојте- јас се Еве. подценувам тебе зашто не го да. прифаќам Еве како македонски. е. Не, Еве да ги вистина, свртиме не, малку не. работите да станат Не може појасни така како да се вика. однесуваш Значи према зошто не е процесот. добар предлогот, зошто не беше добар францускиот предлог, зошто не дава реципроцитет. Ако и македонците ги ставија бугарите во својот устав, не верувам дека тука ќе беше проблем. Ако и во бугарскиот устав се ставија македонците, така? И тоа ќе беше реципрочно и да речеме ќе беше прифатливо. Или има друго, пошто бугарите рекоа не, нас ни е уставот граѓански. Нема никакви. Зашо не го прифативме тоа решение? Зашто први ќе речат албанците, а тоа ќе нема ни нас у уставот на Македонија. Така? Добро, мене ми е прашање во И само тогаш време. дали ќе прифатеа албанските партии да гласаат за таква промена на уставот? Никогаш. Колку Карджаловски Никогаш. сосема кратко, Да. бидејќи мораме на реклами и на завршни зборови, колку е потребно на вистина ВМРО ДПМН да излезе со јасни позиции. Сега, до сега позициите, иако се многу пати искажувани различни ставови, конечната позиција која што му ја кажа, еве и на помошникот државен секретар беше, ќе прочиташ во нашата изборна програма. Па добре, тоа е јасна порака и ќе прочитаме. На крајот на криштата издржа да не ни еден пратеник да не потлекне или недоволно за да се изгласаат. Не, бидејќи и очигледно нема да се постои изгласаат. можност и таму ќе пробаме, ќе видиме, ќе смениме, ќе ја смениме Да, може да Европа, нема- ќе ја смениме Бугарија, на крајот да не Па добро, добиеме. на крајот на криштата Зоран Заев што рече на изборите, а што направи после. Све наопаку. Ама верувам дека ќе пишува некој решение пошто го ветија тоа во МРДПМ, ќе видиме дали ќе е доволно јасно. Бидејќи од друга страна мислам дека тоа што има предност со анкетива во голема мерка е бидејќи ова се поклопува со мислењето на мнозинството граѓани, особено етничките македонци. Над 85% беа против ваквото решение со францускиот предлог, така да не верувам дека може кој знае колку експлицитно во програмата да каже што точно ќе направат, ама нешто и пошто и самите ветија нешто ќе пишува како ќе се реши или како ќе се решава. Во секој случај нешто ќе се репреговара, претпоставувам, дали со Европска унија, дали со Бугарија, дали со преговарачка рамка, дали нешто друго. Ама некој услов плюс ќе се или да видео на што го бара да стапи на сила со денот на прием во Европска унија и тоа е решение. Останува да видиме. Уште една пауза за реклама. Влегуваме во завршница и Карджаловски ќе завршам со вас. Ја ми се заврши. За последното прашање кое што не стигнавме да го допрема е тоа колку како јавност еве, вие како невладини, ние како можеби и ние како медиуми остануваме немоќни и се навлекуваме некако на сиот овој фолклор. Заборавивме, например, еден клучен факт дека без никакво објаснување
втор месец веќе, 2,5 месеци во ФИОКа се држи изборниот законник. Голем дел од прашањата се технички, меѓутоа оно што е клучно и крупно. Од 17 милиона за избори, дури 10 милиони евра ќе одат за државното финансирање на партиската медиумска кампања. Да, Како да го свртиме оваа партиска агента со сите фолклори, со сите турбуленции, кон она што е вистинска дебата за клучни прашања од интерес за граѓаните? Па, за жал да речеме дека и шарената револуција како некој поголемо движење на граѓанските организации кој колку учествуваше или не учествуваше, имаше масовни протести, речем, беше очекувањето дека ќе се смени она што го викавме заробена држава. За жал, еве после 7 години не гледаме дека е од заробена, дури е, да го користам фразите на ВМРО-ДПМ, надградена и проширена. И затоа корупцијата стигна на прво место по нашите истражувања последните 3 години. Најголем проблем е у државата, за жал, спротивно од она што се очекуваше. Ама умеѓу време испласна ентузијазмот на граѓаните, да не речам се издишаа после таа револуција, очекуваа веќе да се воспостават институциите, да се вратат во функција. Не се случи тоа и сега нема ни таков ентузијазам. На последните избори имаше 250.000 гласачи помалку отколку на претходните избори од 2016. Еве и колегите рекоа, не се очекува поголемо, и партиите не очекуваат поголемо, и тоа е врзано коло, бидејќи и на партиите па не им одговара нешто многу. Никој не се секира за легитимитет, за такви прашања. 120 пратеници ќе бидат избрани и со волку и со толку гласачи. Дали имало многу помалку, никој не се засекира минатите избори, не гледам дека се секираат овој пат. Граѓаните така викаат, па овие си ја врзале работата, се врти круг, ништо не се менува и затоа има миграција толкава. Колку рекоа 200 дечиња у Гостивар се отпишале полугодиево само 150 Кубаново 100 во Штипите. Едноставно не гледаат дека ќе се смени нешто со оваа констелација на партиите. Јас благодарам што бевте мои гости, тука завршуваме. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Телма.